Здраво, следите уште една епизода на видео подкастот Јасно и гласно на Радио МОВ. Во оваа епизода се осврнуваме кон јуни, месецот на гордоста, односно на Скопскиот викенд на гордоста, годинешната Скопска парада на гордоста и другите културни настани одржани за славење на правата на ЛГБТ заедницата во Македонија. Денес тука со мене ги имам Славчо Димитров од Коалиција Маргини, Јована Јовановска од Центарот за поддршка при ЛГБТ заедницата во Македонија и Дејан Сламков, водител на подкастот Save Our Children. Може да започнеме дискусијата. Јована, ти си правничка што се залага за правата на заедницата при Центарот за поддршка, како што кажавме. И дали можеш да ни кажеш кои се најпозитивните промени што може да се издвојат кога станува збор за ЛГБТ заедницата во земјава до сега? Извини, микрофонот. Здраво и од мене. Освен што сум дел од Центарот за поддршка, сум дел и од организациониот одбор на Скопје Прайд. Мислам чисто да го споделам како информација, бидејќи ќе зборам и дел за Прайдот. Во поглед на правниот дел од работата што го работам, најмногу работам во застапување и до некаде имам некаков преглед што се случуваше во минатото и што се случува сега во поглед на законодавството и легислативата во поширока смисла која засега ЛГБТ заедницата. Морам да кажам дека може да се направи на ретроспектива во последниве години, со тоа што јас би ги земала можеби последниве 5, бидејќи реално и Прайдот го имаме веќе 3-та година физички, а 4-та година како Прайд, бидејќи 2019 беше првиот Прайд. Оно што можам да го кажам е дека имаме позитивни промени во поглед на легислативата. Имаме конечно закон за спречување и заштита од дискриминација, кој експлицитно ги наведува сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за заштита од дискриминација, што претходно не беше случај, иако овој закон постоеше. Имаме понатаму се работи на национален акциски план за ЛГБТ права, кој моментално се работи во Министерството за труд и социјална политика и е прв од ваков вид. До сега не сме имале национален акциски план кој се однесува поконкретно на правата кои засегаат ЛГБТ и луѓето во државата, туку некако биле дел од некои други стратегии, акциски планови, биле во многу мал процент застапени. Тој акциски план се уште не е донесен, меѓутоа се работи на него и ние се надеваме дека ќе биде усвоен ваков акциски план, кој, како што кажав, ќе биде за прв пат во нашата држава. Во поглед на другите закони, можам да кажам дека се работи на некои нови законски решенија и се работеше и во минатото. За жал, некои законски решенија не го видоа светлото на денот, односно тоа е законот за матична евиденција, кој го уредува за прв пат правното признавање на родот за трансродовите луѓе во нашата држава. Изработивме добар закон кој го работевме 2 години заедно со засегнатите институции и граѓанските организации, со експертка од Коалицијата Маргини. Работевме 2 години на овој закон, потоа 1 година законот беше заглавен, да речем, во собрание, за жал беше во последен момент повлечен. Ја користам оваа прилика да го споменам ова, бидејќи е многу важно, бидејќи ваков закон ни недостасува и бидејќи имаме присуда од Европски суд за човекови права, дека ваков закон мораме да донесеме како држава и мораме ова прашање да го уредиме во нашето законодавство. И го користам на некој начин ова како една прилика да потсетам на ова и да на некој начин и можеби ги искарам нашите институции дека не смеат да го запрат овој процес и дека мора овој процес да продолжи, дека ние како држава имаме обврска вакво правно решение да донесеме. Така да се надевам и праќам апел до Министерството за правда особено да го врати овој закон во собранието и конечно трансродовите добијат некаква правна заштита во нашата држава, бидејќи ваков закон, како што кажав, е основен и потребен. Она што сакам исто така да го кажам од аспект на легислатива, е дека има уште многу закони и подзаконски решенија кои треба да се донесат, нешто за што ние ќе застапуваме во иднина. Затоа имаме интерпартиската парламентарна група во Собранието на Република Северна Македонија,
која моментално брои 15 пратеници и пратенички. И ние силно се потпираме на поддршката од оваа група во Законодавниот дом дека ќе биде тука за нас и заедно со нас да застапува во собранието за донесување на новите идните подобрени законски решенија кои на некој начин ја таргетираат ЛГБТ заедницата и ЛГБТ луѓето во државата. За поконкретни работи може понатаму да разговараме. Така. Да, се надеваме и ние. Славчо, како куратор на Скопскиот викенд на гордоста, еден од најважните квир фестивали, што представува овој фестивал за културата во Скопје? Како можеме тоа да го опишеме? За културата во Скопје представува своевидна бомба, затоа што носи содржини кои што од мејнстрим и од институционалните текови на културата во Македонија се целосно исклучени, скоро па да не постојат. И тоа го правиме веќе 10-та година поред. 7-8 година во форматот кој што го имаме и оваа година, мислам, со тип на програмирање. Зашто велам така малку иронично бомба? Затоа што првен ке нас воопшто перформанс уметноста е скоро па исклучена од представувањето во рамки на која да било институционална рамка, а второ уметност која се бави со и која што е продуцирана од квири од феминистички уметници, многу ретко, исклучително ретко се представува. Фокусот на овој фестивал е токму на тоа. Носи од една страна фокусот го става на изведувачките уметности, конкретно на перформанс арт, а од друга страна тоа е феминистичка и квир перформанс уметност. Се разбира, носиме и визуелни уметнички практики, правиме и изложби, меѓутоа и она што е друга значено е теорискиот дискурс кој што фестивалот го промовира веќе со години наназад, теоријата од област на родовите студии, квир теоријата, нешто што исто така како во издаваштвото, така и во академскиот дискурс недостасува. Ние преведуваме, објавуваме, правиме зборници кои што се составени од текстови од некои од најзначајните современи теоретичари во светов и дел од нив воедно и учествуваат се дел од фестивалската програма во изминативе години. И конечно она што значи е дека генерално вон овој однос со специфичната и постоечка институционална културно-уметничка пракса во Македонија и се разбира длабоката хомофобија која што е вкоренета во истата, конечно за Скопје значи дека во текот на изминативе некои години имаше прилика да види некои од најзначајните современи уметници на глобално ниво, уметници кои што ја испишуваат историјата, за кои што е пишувано многу, кои што се објавувани, кои што настапувале во најзначајните институции, не знам да споменам некои само од нив, како особено и уметници кои што испишаа квир и феминистичката уметничка историја. Уметници од типот на Ваджинал Дейвис, Рон Ејти, годинава што имавме Джули Толентино, Дела Грейс Волкено, имавме дела од Феликс Гонзалес Торес, и така натаму. Значи, на плејада на уметници кои што некако го раздвижија градов и мислам дека е историски белег во смисла на тоа што значат на глобално ниво тие уметници. Да, и убаво е што имаше можност, публиката има можност да ги види овие уметници. Дејан, ти веќе 6 месеци го водиш подкастот Save Our Children. Можеш да ни кажеш нешто повеќе околу идејата, од каде ти дојде, што опфаќа подкастот и дали мислиш дека медиумите општо одделуваат доволно простор и за вакви содржини како што е твојот подкаст и дали треба да се промени тоа, дали одвојуваат или не простор? Здраво на сите. Јас идејата за подкастот ми беше дека лично на мене ми фалеше чувство на заедница
тука во Македонија, особено за ЛГБТ заедница, и чувство на сплотеност и помагање и тука да сме едни за други и видливост. И една ден така седав на Facebook, ми излезе оглас од Радио МОВ и се реков, ќе правам подкаст. И тоа беше генерално мојата идеја. И се одлучив да почнем со coming out. Мојот coming out е првите епизоди, се за моето излегување од плакарот. И со тоа сакав да покажам дека не треба да се плашиме, не треба да се криеме, дека сме тука и дека сме како сите. Значи, јас исто разговарам и за врски на подкастот, и за пријателство, и дека сакам на некој начин да покажам дека ние ги поминуваме истите работи кои што ги поминуваат и останатите луѓе. Исти сме како сите, не сме некои демони кои сме тука за да ја уништиме општеството или не знам што. И сакав тоа искуство да го дадам прва рака од мене, а следно и од мои пријатели, од мои блиски, со кои што се дружам секојдневно, да му дадам таа платформа да разговараат, како на некој начин обични луѓе, секојдневни луѓе, кои што си го живееме животот тука во Скопје. И дали има потреба од уште репрезентација во медиумите? Да. Значи, секако јас благодарам на Радио МОВ што ми ја нудат платформата за подкастот, но сепак мислам дека има уште пат за одење, што се вика, дека на некој начин медиумите и некои приватни организации се плашат да објават нешто поврзано со ЛГБТИ за да не бидат нападнати на некој начин. Не гледајќи го општественото добро кој го направи тоа, не знам, тој пост или тој артикл, тоја статија, без разлика на негативните коментари, тие секако ќе ги има. Но можеби сепак ќе смени нечие мислење тој подкаст, таа статија, например. А дали мислиш дека е на повидок тоа медиумите повеќе да извојуваат простор или се уште сме далеку од тоа? Па мислам дека сме на добар пат, ама и ние треба да ние од заедницата и нашите сојузници да бараме на некој начин од медиумите и од сите други релевантни, не знам, организации и државни институции исто, да објавуваат, да ја нагласуваат својата поддршка кон ЛГБТ заедницата, така да и ние имаме удел во тоа, не е само до медиумите. Така, благодарам. Сега месецов, мислам на 25-ти, не очекува третата парада на гордоста, како што кажа претходно Јована. Бидејќи ти си дел од организацијата, дали наидовте на некои пречки од институциите при организирањето, како оди тој процес? Можеш нешто повеќе да кажеш за тоа? Па можам да кажам, можем да направам споредба како беше во 2019 со првата парада на гордоста, како е сега, бидејќи работата ни е како лесната веќе со трета парада на гордоста. Сепак во 2019 ние првпат организиравме вакво нешто, институциите првпат нели се соочија со организација на вакво нешто. Особено тука ќе напоменам за Министерството за внатрешни работи, односно полицијата, како некој што требаше да гарантира безбедноста на учесниците на овој протест. Сепак парадата е протест. Така да во 2019 година ние буквално се снаоѓавме, почнувајќи од средства за одржување на парадата до соработката со институциите, што се треба да направиме, каде треба да се обратиме, од кого дозвола да побараме, што да најавиме, што се ни е потребно, нели, логистички, безбедност, од безбедносен аспект и така натаму. Меѓутоа, веќе кога ја правиме оваа година по трети пат парадата, навистина е многу поедноставено, веќе имаме остварено соработка со институциите кои се релевантни за ваков тип на протест. Веќе имаме некаков тим во Министерството за внатрешни работи
Имаме значи поддршка од институциите и морам да кажам дека кога се работи за конкретно за Скопје Прајд, можам само да ја пофалам полицијата и Министерството за внатрешни работи за професионалноста која ја покажува. Бидејќи секако нели ние во меѓувреме ги критикуваме за другите работи, меѓутоа кога се работи за Скопје Прајд навистина можам да ги пофалам дека се професионални и дека навистина си ја вршат својата работа и својата службена должност, така да подготовките течат, еве сме веќе на можеби помалку од 10 дена од парадата. Подготовките течат, сега сме сите на сите страни, се оди како што треба. Немаме никакви грижи, немаме никакви контрапротести како што имавме најавено во 2019 година. Така да мислам дека ќе биде супер можност ете да покажеме дека и по трети пат овој протест се одржува, дека нешто што ќе се случува, дека ЛГБТ луѓето се тука, дека се видливи, дека се присутни, дека си ги бараат своите права и дека се уште протестираат заради тоа што не се еднакви со сите граѓани во нашата држава. Така да мислам дека и оваа парада ќе заврши на позитивна нота, односно нема да имаме никакви инциденти, нема да имаме никакви проблеми. Околу деталите би можела да ги споделам, значи и она што е веќе споделено во јавноста, дека овој пат парадата ќе биде во попладневните часови, односно нема да се одржува повеќе во најтоплите часови во јуни, ќе биде на 25 во сабота и ќе започнува од 17 часот, со тоа што поворката ќе започне во 19:15, така да веќе ќе ни биде малку попријатно на сите да чекориме по улиците на Скопје. И овој пат нема да заврши на школка во градски парк, туку ќе заврши исто така во градски парк, меѓутоа на стадионот на АРМ, односно позади на стадионот кој гледа кон Вардар. Така да за другите детали тука е сајтот на Скопје Прајд, тука е Facebook профилот, Instagram профилот, може да се следат сите најнови информации, ние ги споделуваме редовно. Имаме и настани кои напредноси се организираат во овие недели пред Прајдот. Така да тоа е тоа нешто накратко во поглед на Скопје Прајд. Слободно ако имаш некои прашања, можам да ги одговорам. Па јас би сакала, ме интересира дали од веќе бидејќи сега е трет пат, во овие два пати, дали се забележа разлика во бројот на посетители, на луѓе кои што гордо излегоа на протестниот марш? Па искрено во првата пријава во 2019 година, бидејќи јас конкретно работам во безбедносниот тим, во првата пријава која пратив до полиција во 2019 година, јас најавив присуство на 300 до 500 посетители. И тоа би мислевме дека сме малку амбициозни. Меѓутоа се покажа дека на Прајдот дојдоа околу 2000 луѓе во 2019 година. Имавме снимка со дрон каде што се направи проценка колку луѓе биле присутни, беа околу 2000 луѓе присутни. Сличното беше и минатата година, со тоа што оваа година очекуваме дека можеби ќе имаме и поголема бројка, со оглед на тоа дека е во попладневните часови, со оглед на тоа што мерките од пандемијата се нели попуштени, веќе немаме ситуација како што имавме лани, сепак беше и неизвестно лани дали ќе се одржи физичко присуство, така да нашата проекција дека можеби ќе имаме веќе и поголемо присуство оваа година. Останува да видиме. Супер. Останува да видиме на сите. Сега би сакала да го прашам Славчо, како ти на некој начин би ги сумирал сите овие 10 години од почетокот на фестивалот, дали тогаш ти изгледаше дека ќе прерасне во нешто вакво, кои беа очекувањата тогаш, што се случи сега, што се промени, дали се надмина нешто што представуваше проблем предходно? Па не знам дали изгледаше дека вака ќе прерасне. Искрено, јас уште од почетокот секоја година викав на крај као ова е последната година, дефинитивно. Јас немам нерви за ова. Се надмина очекувањата во смисла на тоа дека толку време издржавме да го правиме фестивалот и не само што издржавме, туку успеавме програмата да ја држиме на квалитет, на ниво кој што е безкомпромисен. Се надмина очекувањата во смисла на тоа што значи за публика овој фестивал. За нас тоа е посебно значено, бидејќи
со текот на годините публиката растеше и последните неколку години има еден постојан и солиден број на публика која што е навистина значаен за генерално за македонски контекст, за културно-уметничка програма е значаен број на публиката. Има и годинава на отварањето имавме 300 и повеќе луѓе на изложбата во МУС со кој што го отворивме фестивалот. Перформансите секој ден ги следат по 180, 150 луѓе, некогаш и по 200 луѓе секој од перформансите, што само по себе значено и мене посебно ме радува дека помеѓу публиката има голем број на млади луѓе. Што е посебно, да речам, позитивен знак дека една друга генерација исто така искача на сцена, која што веројатно и од нас кои што сме малце постари е поотворена, полюбопитна и знае да цени и сака да гледа добра културна програма. Исто така интересот во медиумите кои што понекогаш знае да биде и прилично разочарувачки со оглед на тоа дека еве и годинава, но и пред неколку година така знаат да не следат некои скандали. Меѓутоа има солиден интерес и објавување на содржини поврзани со фестивалот од страна на медиумите. Во таа перспектива, да, сумирано и она што го кажа во првиот одговор на првото прашање, ние сме исклучително горди што успеавме да донесеме во текот на овие години и особено имајќи предвид дека тоа го правиме со многу малку пари. Тимот кој што работиме волонтерски на целиот фестивал, тоа е исклучително напорна работа која што трае цела година, така да ние од септември спремаме веќе програма и работиме интензивно додека дојде јунската или септемвриската програма. И еве оваа година решивме да бидеме малце поамбициозни како за јубилејно издание. Па имаме не само јунска програма, туку во септември ќе имаме и втор блок на програма од фестивалот со уште неколку перформанси и ќе го затвориме фестивалот како што и правевме пред пандемиски со голема забава и со волк и дрек шоу. Така да, еве, не знам, ова малце дисперзирање на фестивалот во текот на 2 месеци годинава е показател за некаков напредок. Да, тука би сакала исто да прашам што да се направи за оваа публика да се задржи, мислам интересот на тој број и уште повеќе и да се зголеми. Ако има можности понатаму, што е клучно? Мислам, што го одредува тоа според тебе? Не знам, за да се задржи, претпоставувам дека треба да продолжиме со добро програмирање, да го продолжиме интензитетот на комуникација, што го имаме во подготовката, во најавата, во дистрибуцијата на информации за фестивалот. За поголема публика, не знам, искрено ви кажам, јас не за културен настан, за уметнички настан, поголема публика, за мене ми било речиси скандал да имаме, бидејќи видите, ова не е мејнстрим музички настан. Не е ова настан кој што е концерт и имате некоја поп звезда. Нашиот и принцип, генерално и мојот кураторски принцип на фестивалот е дека ние носиме алтернативна квир програма, која што е честопати андерграунд програма, која што е експериментална, како на политичко ниво, така и на уметничко ниво, и тој тип на програма не може никогаш да биде, не знам, бело дугме. Па еве, дури не алтернативен бенд као Dead Can Dance кои што беа. Меѓутоа да имате волкава публика споредбено со мејнстрим културните и уметнички настани во Македонија е само по себе доволно. Ако видите вие сега изложба која што отвора некоја галерија или национална установа со сепак по мејнстрим и не квир или не феминистичка програма, немате толкава публика. Така да за нас ова е добро. Ако успееме да добиеме поголема публика, уште подобро. И ако ќе треба да мислиме каде ќе ја сместуваме со оглед на капацитетот. И она што е посебно значено е дека ние секогаш целокупната програма ја правиме бесплатна. Што значи нашата публика никогаш не плаќа влезници за да дојде и да гледа културна содржина. Тоа се исклучоци во кои што наплаќаме билети по некоја скроз символична сцена, во оние случаи во кои што треба да се покрие просторот или има некој ептен екстра
екстра трошоци. Меѓутоа, програмата е секогаш достапна бесплатно и тоа е за нас клучен момент за класно различните луѓе и оние кои што имаат и немаат еднаков пристап до средства за да уживаат во културна програма, сакаме ги надминеме тие бариери и дистинкции во општеството и да го направиме фестивалот достапен за сите оние кои што сакаат да видат без разлика дали имаат или немаат средства да си дозволат да следат културно-уметничка програма. Така. Да, тоа беше интересно, дека ќе треба да се наоѓа некој друг простор за да ја собере публиката. Добро, Дејан, претходно нели кажавме дали луѓето од заедницата имаат доволно простор на медиумите за изразување и тоа повеќе се сведува на онлайн простор. И сега, ако поврземе со сите овие уметници кои што учествуваат на програмата, кои се дел од програмата на Скопскиот фестивал на гордоста, Скопскиот викенд на гордоста, тие доаѓаат и од други земји, што е одлична можност, но дали истите во Македонија уметници имаат простор каде да се изразат, имаат шанси, какво е твоето гледиште на оваа ситуација? Дефинитивно постојат простори кај што нашата заедница може да си биде слободна, без страв, да се изразува како што сака слободно. Но сепак, според мен, се уште тие места се лимитирачки или малку, но благодарни сме за тие, јас би рекол, супер, барам јас од моје искуство за ноќен живот и слично. Супер се поминуваме на места кај што излегуваме и кај што се дружиме, но сепак постои простор за подобрување и пак ќе го нагасам ова, до нас е да си го бараме тој простор на некој начин, да се бориме, да си го завземиме и секогаш да се стремиме кон подобро, бидејќи секогаш може подобро. Супер. Сега... Смејам овде само да се вклучам да додадам дека да се надоврзам на Дејан дека овие простори ни се повеќе од потребни. Ние веќе толку време, мислам споредбено со другите земји во регионот, тоа толку време е многу малку време, меѓутоа сме една од ретките земји во која што скоро па да немаме нити еден квир клуб, кој што е исклучително важен за развој воопшто на квир и на ЛГБТ културата и социјалноста и за политичка мобилизација воопшто, мислам. Во квир историјата клубовите се местата на кои што почнува политичката мобилизација. И отсуството на вакви места е навистина голем проблем. Ние уште од 2005-6 година па до сега постојано се соочувавме ситуации во кои што имаме краткотрајни, повремени отварања на некои места кои што се исклучиво квир места, или пак имавме барови кои што се LGBT френдли и така натаму, меѓутоа тоа не е доволно. Ние не успеавме до сега да имаме, да поседуваме неколку простори во градот кои што, видите, нема да бидат само LGBT места, Q+ места, туку ќе дадат и различни содржини за оваа заедница, бидејќи заедницата не е хомогена. Така да имате луѓе кои што сакаат повеќе мејнстрим поп програма, луѓе кои што сакаат да слушаат и турбофолка музика, меѓутоа имате и една поалтернативна група на луѓе која што е поблиска до клубската, електронската сцена, која што може да биде поблиска и до панк-рок сцената и така натаму. И од крајна линија имате посебна сцена која што сегогаш се развива лесбијската заедница, посебно машката геј заедница која што се развива, и тоа ние го немаме. Меѓутоа, она што јас мислам дека е тука клучно е оние членови од заедницата кои што имаат повисок социјален статус и кои што имаат пари, дека треба да ги инвестираат во еден ваков бизнис, бидејќи тие места и во земјиве во регионот, во Софија, во Белград, во Загреб, во принцип ги почнуваат луѓе од самата заедница кои што го покренуваат тоа како свој бизнис. Се разбира, адаптиран на потребите на заедницата. Меѓутоа, ова е сериозен проблем кој што
не знам, кој што не знам како ќе биде адресиран. Еве, тоа е моето мислење како може да се реши, меѓутоа веројатно можеби треба да се мислат по алтернативни колективни форми на почнување на вакви простори, меѓутоа е нешто што исклучително многу ни фали. Да, па можеби тоа повеќе и прашање што можеби ќе може да ни даде одговор Јована, и со оглед на тоа што и двајцата и ти Дејан велите дека самите луѓе во заедницата ги иницираат овие промени. И сега јас би прашала тука на извештајот од Rainbow Europe, што го спроведува организацијата Илга Европа, Македонија и годинава како и минатата се најде исто на 31-то место во однос на одобрување на правата на заедницата, од 31 од 49 зборувам. И сега јас би прашала на што се должи тоа. Дали е тоа до самите припадници на заедницата кои не иницираат доволно, за разлика од другите земји како што направивме споредба, или можеби од некои други фактори, општествени или правни? Зависи. Така, Илга прави извештај за состојбата нели на европско ниво, прави на Rainbow мапа, каде што ја мери процентуално оствареноста на ЛГБТ правата и слободи во државите. Ние не се мрднавме оваа година од нашето 31-во место, заради тоа што ние не ни мрднавме никако со легислативата во државата, а ниту па со пристапот до правда на ЛГБТ луѓето. Така да, она што, кога ја правевме проценката за овој извештај, она што го забележавме е дека не само што ние не се имаме поместено од мртва точка, да речем, туку дека имаме тенденција да идеме надоле, заради тоа што, како што напоменав, законот за граматична евиденција, односно правното признавање на родот, не само што не беше донесен овој закон, туку беше повлечен од собранието. Значи, ова е на некој начин порака некаква која ние ја добиваме, сите кои работиме на овие прашања и ЛГБТ заедницата во целост ја добива од моменталната власт. Дека моментално ЛГБТ правата не се високо на агендата на ова власт и дека можеби не се ни воопшто на агендата. Ова го кажувам, можеби звучам строго, меѓутоа навистина ние добиваме таков сигнал. Тргањето на овој закон и покрај суд и покрај пресуда од Европски суд и покрај обврска на државата да го донесе или на некој начин да го вметне во својата легислатива е едноставно порака дека нема политичка волја воопшто ова прашање да се уреди. Односно нема политичка волја ваков закон да се донесе и трансродовите луѓе конечно да се заштитат со ваков закон. За жал, освен овој закон, како што го напоменав, националниот акциски план го имаме подготвено, го имаме направено, работевме во работна група и една година ние немаме никаква повратна информација што се случува со тој национален акциски план. Така да, заради овие работи, ние се немаме поместено, немаме донесено ниту еден нов закон, немаме унапредено ниту еден постоечки закон, ниту пак имаме некаква пракса која можеме да ја посочиме како некакво подобрување. Напротив, иако во 2019 година имавме кривичен законник кој ги за прв пат ги уреди кривичните дела од омара за врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, ние забележиме дека и после 3 години овој закон не се имплементира, односно дека во праксата ние немаме никаква промена. Иако претходно нели се вадевме дека заради тоа што го нема ова во кривичен законник, немаме регистрација на кривични дела, меѓутоа тоа испадна дека не е проблемот, односно дека проблемот е во полицијата и во обвинителството која не ги препознава кривичните дела од омара за врз ЛГБТ луѓето и не ги процесира како такви. Иако ние како граѓанска организација имаме неформални бројки дека овој феномен постои, дека имаме голем број на кривични дела сторени поради сексуална ориентација и родов идентитет, државата не води никаква статистика и ова воопшто не го адресира, ниту пак ги процесира овие кривични дела, а тоа значи дека сторителите не се казнуваат, не се прогонувани и луѓето, што е најважно, не се заштитени. Оние кои биле жртви на кривични дела остануваат незаштитени од државата и затоа ние сме моментално тука каде што сме на Rainbow мапата и на извештајот од Илга Европа. Да, така и можеби ако полицијата, нели како што кажа и претходно, се залага за да помине со ред парадата и тие настани, од друга страна во пракса во секојдневниот живот не ги исполнува баш
Така му доаѓа. Кога сме тука кај нападите, би сакала Дејан да го прашам дали сметаш дека, бидејќи така си и помлад, дали сметаш дека врсничкото насилство, кое што е навистина за жал сега на некој начин популарно, е повеќе застапено кон лицата, кон ЛГБТ лицата, за разлика од другите. Дали си имал некој таков пример што можеш да го посочиш? Мислам, не мора примерот да го посочиш, но дали знаеш за нешто такво? Постои врсничко насилство, затоа и јас самиот сум бил сведок, за жал. Мислам дека толку омразата спрема ЛГБТ заедницата е вкоренета во нашата култура, значи толку е тоа нормализирано, и до некаде кул, ти си кул и си као се вклопуваш со луѓето ако ја мразиш ЛГБТ заедницата, што не знам колку време ќе треба тоа да се откорени таа омраза. Ама затоа па не се откажуваме, мора да бидеме гласни, така луѓе како мене и сите членови на заедницата да се покажеме, да ги раскажеме нашите приказни и најбитно се да не се криеме и да бидеме храбри и горди на нашиот идентитет. За така јас мислам дека на крај ќе му покажеме на луѓето пак дека не сме некои монструми што сме тука да ги уништиме другите. Да, тоа... Ако дозволите да се вклучам малце на кратко нешто во нова. Ја она што можам го споменав и пред некој ден на еден настан за сајбер насилство. Ја она што можам да го забележам барем на социјалните мрежи кои повеќе ги користат помладите луѓе, можам да забележам дека иако има омраза, мислам ние регистрираме, имаме некои бројки како се одвива, можам да забележам дека има и зголемена солидарност, што мене искрено многу ме пријатно ме изненадува и некако и ми ја враќа вербата, особено во младите. Гледам дека има некаква солидарност, тоа многу ми се допаѓа, дека на социјалните мрежи на некој начин се креираат и safe spaces, се креираат безбедни места, иако се најизложени таму луѓето на омраза и нели на секаков негативен говор, мислам дека сепак има една нишка која раѓа голема солидарност и можам да ја забележам. Можеби немаме толку голем допир со помладите што се најголеми корисници на социјалните мрежи моментално, како што се Instagram, TikTok и сите популарни канали, меѓутоа морам да кажам дека јас барем чувствувам дека има промена во поглед на солидарноста, што не беше случај пред 10 години кога се случуваше некаква омраза на интернет, додуше ги немаше истите канали, меѓутоа мислам дека кај младите има малку поинаква перцепција. Не знам дали сум во права, мојот личен впечаток е тој и затоа мислам дека и ние како граѓански организации мораме малку да се насочиме повеќе кон младата публика. Сметам дека ќе бидам најсамокритична. Сметам дека ни треба и нас некоја свежа сила, ни требаат и свежи луѓе во активизмот, кои ќе ни дадат една друга слика, ќе ни дадат еден друг влез кај помладата публика, бидејќи мислам дека тука се новите перцепции, поослободени се луѓето, гледам дека поинаку размислуваат и мислам дека треба се повеќе и повеќе да работиме со младите, зашто мислам дека колку и да звучам таму и днината. Јас би се сложил исто со Јована дека има поместување, тоа го нагласив и претходно кај помладиве генерации. Мислам дека тука големо влијание има извршено генерално глобалната култура и достапноста на глобалната култура. Како социјалните медиуми, така и интернетот воопшто, меѓутоа и големи франшизи од типот на RuPaul, кои што, да речеме, се тотален хит помеѓу помладите генерации. Така да, ако ги видите сега дрек шоуата што се прават во Скопје, и која е публиката на овие дрек шоу, сваќате дека тоа се млади луѓе кои што не нужно се геи или лесбијки или транс и така натаму, меѓутоа кои што имаат еден сосема поинаков однос кон квир културата, воопшто развиено, се солидарни, Јована што го кажува, и толерантни, не знам, меѓутоа имаат поголемо уважување на еднаквоста воопшто, и тоа е голем напредок. Меѓутоа, видите, податоците од сиве последни години кои се собираат, се уште укажуваат на една прилично лоша слика.
Например, истражувањата кои што ги правевме заедно со Лина Крстарова на меѓународната студија за еднаквоста помеѓу младите покажуваат дека геј момчињата, например, 3 пати повеќе имаат искуство на сайбербулинг за разлика од нивните хетеросексуални врсници. ЛГБТ децата добиваат многу помала поддршка од семејствата и се многу почесто изложени на домашно насилство и на насилство од нивното опружување, па и од нивните врсници. Геи и транс момчињата се 4 пати повеќе изложени на физичко насилство и 2 пати повеќе од нивните врсници хетеросексуалци на емоционално насилство и во домот. 6 пати повеќе имаат тенденција да се склони кон мисли за самоубиство и кон депресивни и анксиозни расположенија, што прилично дава една загрижувачка слика. Видете, ова се податоци од пред неполни 2 години, што значи не е толку многу дамнешна сликата. Од друга страна, на едно големо европско истражување кое што го работи Светската банка, но едно друго кое што го работи Европската унија, исто така податоците не се сјајни. Например, на истражувањето од Светската банка се покажа што е анонимно, помеѓу заедницата се прави и резултатот е дека 76% од ЛГБТ лицата кои што биле интервјуирани кажуваат дека имале искуство или засведочиле говорна омраза, негативни коментари или пак негативно однесување од нивните соученици. И значително поголем број од нив, да речеме 70%, кажуваат дека го кријат сопствениот геј идентитет во училиште. 50 и нешто проценти од оние кои што одговориле имале искуство на булинг во училиштата, во текот на нивното образование. Така да податоците се уште прилично загрижувачки и покрај овие добри слики кои што, како што кажува Јован, јас мислам дека ние треба да ги искористиме и да ги зголемиме уште толку овие позитивни слики преку работа со младите. Мислам дека и вие како МОВ, например, тука имате голем удел и правите значаен померок, бидејќи имате и почеста комуникација со младите, и тоа е за поздрав и нешто кое што мислам дека треба да продолжите да го работите и во иднина. Да, Само дозволи да додадам уште една реченица. Дека наспроти овие искуства имаме многу низок степен на пријави. Значи, многу малку од овие случаи се пријавувани, во некои истражувања дури проценти како 7% од искуствата се пријавувани, а тоа е заради тоа што има недовреба во системот и нефункционален систем и непроцесирање на голем дел од случаите, меѓутоа исто така и повторно постоечкиот страв, стигмата, нели, од откривање на својата сексуална ориентација, од продолжено насилство, дискриминација и така натаму, така да ние иако на моменти ги охрабруваме луѓето да пријават, ние не можеме во суштина да им понудиме вистинска заштита, заради тоа што системот се уште не останува во голема мера нефункционален и не ги заштитува. Само ако може да се надоврзам на Славчо, тој спомна дека младите се повеќе солидарни, тоа е точно, да, баш заради глобалните движења, ама глобалните движења најчесто на англиски ги пренесуваат информациите. И јас сметам, барем тука за Македонија, фали материјал што е достапен за повозрасните генерации на македонски. Значи, истите информации ние што ги примаме, глобални информации на англиски, треба да ги преведуваме на македонски, за да може да ги разберат повозрасните. Оти сум налетувал на материјали кои ја демонизираат ЛГБТ заедницата и тие токму тоа го прават, земат нешто од глобално ниво, го преведуваат на македонски и го сервираат на нашата повозрастна генерација и секако дека тие ќе со задоволство ќе го примат тоа, но ја немат другата страна, или многу ретко барем ја имат другата страна. Да. Тоа е моје мислење. Така, тука исто би те прашала, поаѓајќи од твоето позитивно искуство, што би им препорачал, мислам, освен овие работи кои што треба да се направат за да се подобри ситуацијата, за да се подобри ситуацијата со правата на заедницата во земјава, што би им препорачал на оние кои што се уште заглавени во плекарот, што можат да направат? Да си бидат своји, колку и генерично да звучи ова, да не се срамат од својот идентитет, не правите ништо лошо со тоа што сте геј
или лесбијка или транс, никого не повредувате, сакајте се себе си без разлика, нема објективен аргумент кој што ќе ви укаже дека правите нешто лошо. Точка. Толку. Тргнете од таму, па потоа одете нагоре. Се надевам барем. Да, Прво и ќе мора сами себе тоа да се го кажете, да се префатите сами себе, па после да излезете од плакарот за другите. кога ќе се направи тоа, останува уште да се средат другите работи. Ти се извинувам само уште нешто, ти за жал ќе треба да си спремен да одговараш на секакви прашања, што треба ментална спремност за тоа. И ако го немаш тоа, лесно ќе бидеш потиснат и вратен пак назад во плакарот. Јас би рекол така. Така. Добро, тука некаде се ближи крајот на нашата емисија. Можеме уште многу да зборуваме на различни теми. Се надевам дека повторно некогаш ќе зборуваме ваква дискусија. И се надевам дека следниот пат ќе имаме уште поголем напредок, иако ова што се случува изминативе години, споредено со пред нив, е навистина добро да се издвои како напредок, но треба се уште работа. Така да ви благодарам што бевте учесници на оваа емисија и благодарам на гледачите кои што одлучија да не следат. И се гледаме во следната епизода на Јасно и гласно. Поздрав! Поздрав! Чао! Чао!